Рамис Саити од Джепчиште четврта година поред обработува огромна површина земја на која има посејано над 3000 корени домати. Деновиве ги набрал првите гајби на пазар, но неповолните временски услови, дожд па сонце, годинава значително го намали родот, вели тој. Ако ваквото време продолжи и наредниот период, прашање е дали ќе успеат и веќе нараснатите домати. Ама као ово година ништо што фатил ѓеренот. Еве како гледате сам, прво е нарасатникот, друго е дождот, друго е препаратот не дава како треба што го дават. Проблемот туе е. Сега и времето ово година не чинише, тој е на крај за земјоделието нема ништо. Пласман нема, по град сакамо нешто да продаеме и то колку ќе иде, што ќе иде, прв дан денес сме обрал и што ќе излага не знам и ми. Ама од ово година нема ништо. Прошла година градот не биваше ич, вручина, еве пиперот стигнал 7 месец, нема ништо и тој е. И муката до крај што ќе излага не се знае никој. Од земјоделието никој не знае што ќе излага, што не излага. Саит вели дека оваа година до сега има потрошено 1500 евра за насадите и ризик е дали тие пари воопшто ќе ги врати, зашто се жали и на немањето пласман. Прскањето скупо, сваки пат што прскаме по 70 евра даваме одеднаш за ова нива. Ова е 6ти пат што прскамо и на крај не се знае ништо. Тоа не те прашува никој. Кога ќе излажеш го пазар, те бркат, не знаеш кај да продаваш. Прво не знаеш кај да продаваш. Место за продање нема. Ни у град, на пут се продае, на пут не се продае ова. И не се знаем кај ќе го продајемо, не знаем. Сме имал прошла година од Скопје зедов, некои пријатели, овде у Тетово има што земат, ама беше добар род. Потемнетата кожа и рапавите раце зборуваат за тешкиот живот на земјоделецот Рамис. Утрата му започнуваат на нива и таму е до крајот на денот. Ваквото секојдневие го живее од неговата 7 година. Тоа сваки дан треба. Овде у Патлиџанот како имаш близнаци дома, па тоа да се прави. Ако не си сваки дан овде од 6 до вечер да видиш што ќе биде, што не биде, корен да го сечеш ова, гранките, копање, травата, прскањето, вадењето, а работата е од 7, да кажем, од 6 до несвес. Нема прекин на земјоделието, нема, ама на крај нема ништо. Само да се живе за леп и за ништо друго. Пред 10 години тој вложил многу и во сточарството, но годинава вели завршува со работата во оваа гранка поради истите причини, неисплатливата работа. Досега на неговото земјиште има одгледувано лубеници, пипер и граф. Постепено вели нивите остануваат празни.